Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Центрите за социјална работа се клучни институции кои обезбедуваат социјална заштита, поддршка и услуги за најранливите категории на граѓани. Тие се соочуваат со сериозен недостаток на финансиски и човечки ресурси, што влие на нивната ефикасност и безбедност. Министерството за социјална политика најави воведување на физичко обезбедување во сите центри за социјална работа и нивните канцеларии низ државата. Ке се ангажираат 60 лица со цел да се зголеми безбедноста на вработените и да се овозможи подобра контрола при приемот на странки. Многумина сметаат дека центрите се неефикасни поради недостигот на ресурси, финансиски, кадровски, бавна бирократија или недоволна поддршка од државата. Во такви услови вработените секојдневно на луѓето кои што имаат сложени и често тешки животни ситуации мора да им соопштуваат и лоши вести. Физичко обезбедување во центрите за социјална работа, неопходна мерка или заштита или знак за поголем системски проблем. Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија. А дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните? Секако имаме и прашање плюс за да учествувате во нашата Инстаграм анкета. Доволно е да не заследите на Инстаграм. Нашиот профил е Црвена линија, но секако и профилот на Телма телевизија. И на двата профила на Инстаграм стори, доколку кликнете, ве прашуваме денес Црвена линија, дали социјалните работници имаат доволно поддршка и ресурси за да ја вршат работата безбедно и ефикасно. Постојат две опции за одговор, да, не. Всушност, секако ќе имате можност да одговорите на Инстаграм стори и не заборавајте резултатите редовно Црвена линија ги објавува некаде конкретно ова издание. Сите сте добре дојдени во оваа денешна дискусија, можете да го видите и прашањето кој што денес го поставуваме вам, а тоа е дали физичкото обезбедување ќе ги реши според вас проблемите на социјалните работници и на граѓаните. За учество во Црвена линија ве подсетувам, доволно е да се заврти телефонскиот број 02-307-005 и секако не заборавајте веднаш целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Тоа е од исклучителна важност со цел да не добиете чувство дека не сме ве вклучиле во програма, секако дека ќе имате можеби и чувство дека некој друг зборува наместо вас, а и подобро да се слушнеме јас и вие. Значи, јас и вие зборуваме преку телефонска слушалка, пријавувањето намалете го целосно тонот на телевизорот. Ако сте подготвени, вие подготвени сме и ние верувам дека секој од вас ќе има одговор, а можете да го споделите и вашето искуство ако сметате дека секако ќе даде одговор на оно што прашуваме денес. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме ли? Да, се слушаме. Повелете во Црвена линија. Вака, прво, тонот твојот да го попуштат од режија и нашите гледачи. Ние одлично ве слушаме. Предпоставувам вие нас, не? Да ја те слушам во оригинал, нема проблем. Па би ти кажем ја. Зошто треба обезбедување во труд и социјала? Зошто, кажете ми. Значи има некои неправилности во институциите тие двете. Има некои неправилности, некои преку врата, некои преку печа. Јас ќе ти кажем, зборим за Тетово, во труд и социјала. Дојдете вие, еве, како што имате така, како се викаше ова емисија, дојдете во Тетово, труд и социјала. И после ќе се прасите у општина Тетово. Дојдете, проверете дали ова функционира виочкој. Што сакате ние? На секој сокак да тураме обезбедување, секој кој ќе му текне агенција доведе обезбедување, да се заштити сам себе. Затоа ти реков, ова е глупост. Кој ќе видиме нормална држава, каде што кој ќе одиш, добар ден, како сте, повелете, влезете, таа очекуваат во таа соба е за тоа. Тоа е така ние. Кому одговара ова лудило? Знам кому одговара.
Благодарам многу за одговорите. Секако продолжете да не гледате. Црвена линија ве посетува дека во Прилеп, конкретно во Центарот за социјална работа на 24 март беше физички нападната социјална работничка, дури во која што беше и пукано. Како и да е, од вас очекуваме да ги слушнеме одговорите. Секако ќе биде поставено и анкетното прашање, односно дали сметате дека социјалните работници имаат доволно според вас поддршка и ресурси за да ја вршат работата безбедно и ефикасно. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите во социјалните работници и на граѓаните. И на граѓаните. Јас мислам дека не може да ги реши физичкото обезбедување. Затоа што социјалните се работници напаѓани од сите страни. Прво и прво, социјалните работници не можат да ги решат проблемите што ги имаат со некои националности. И на некој му пукне филмо и се истуре врз социјалниот работник, ако самиот социјален работник не е уопште крив. Значи треба да се обезбеди како прво и прво тие што одат граѓани во социјалните служби да бидат они правични и они да размислуваат како што треба, а не да размислуваат на друг начин и да тражат од социјалниот работник нешто што не е у могучност тој да го обезбеде. Значи, не се уопште безбедни ни со физичко обезбедување, ни со ништо социјалните работници. На ние се налага на социјалните работници они што треба да работат, а не што е правилно да го работат тоа. Они да сакат да помогнат на некои луѓе не можат, затоа што законот не и дозволува тоа да го направат. Значи треба да се прво... Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Подсетувам особено за оние кои што верувам за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Секој од вас е добре дојден секако да даде одговори на денешните прашања. Ве молам, внимавајте и на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување. Но добре дојдени сте апсолутно сите за повторно да ве вклучиме и секако да се доискажете што се вели во нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Повелете, во Црвена линија сте. Добро, малку досни сигналот. Продолжете. Вака, дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните? Не знам што е ова. Од соседството, например во Србија, имаат и комунални служби што повеќе им прават проблеми на граѓаните. Така да ова нема ништо да физичко обезбедување. Еве гледаме и на градинкиве. Се враќаат стари служби. Тоа обезбедување физичко некако мене ми изгледа како... Не сакам да употребам тој жесток збор, рекетараст. А дали дали според вас социјалните работници имаат доволно поддршка и ресурси да ја вршат работата безбедно и ефикасно? Тоа е прашање за полиција, не за приватно обезбедување. Добро. Имате уште некои 13 секунди да дополните или тоа. Благодарам. Покуси од предвиденото, но секако доволно јасни останете и продолжете да не гледате. Еве една напомена, доколку се случува да ви доцне сигналот, претпоставувам тоа е на ТВ приемникот, вклучувањето во Црвена линија нека ви биде исклучително телефонски. Доволно е, како што гледате, испишан е телефонскиот број 02307-0005, да го завртите бројот и секако да го намалите целосно тонот на телевизорот или може и да е исклучен, како и да е, имате можност дури да бидете активни кога станува збор на социјалните медиуми. Подсетувам за сите вас кои што ќе сакате да дадете одговор, а немате да имате можност да се вклучите во денешното издание, пишувајте коментари и споделувајте.
Facebook е она што ви треба, профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Црвена линија постојано, паралелно ги објавува темите за кои што зборуваме со вас, како на профилот на Црвена линија, повторувам, така и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Да, повелете. Ме слушате? Да, повелете. Во програма сум. Да, ве слушаме, повелете. Така, вака. Значи, ја не знам зошто досега се чекаше тоа да не биде воведено физичкото обезбедување за социјалните работници, како што се воведуваат и во судовите, се воведе, на аеродромите е воведено. Дали требаше да чекаме до сега да настане некоја жртва, да падне некој проблем, па потоа да се освестиме за да има физичко обезбедување? Значи, физичкото обезбедување е неопходно во денешно време. Во моментите во кои што живееме. И секој кој што ќе влезе во јавна институција, дали е општина, дали е суд, дали е центар за социјални работи, дали е банка, треба да биде на еден начин пребракан дали влегува безбедно внатре и да биде безбедноста на вработените на највисоко ниво. Знаете дека претходно на аеродромите не се вршише претрес дали носиш некој метал со тебе, дали носиш некое запаливо средство, сега се прави тоа. Значи не можам да сватам зошто е оваа дискусија. Не можам да сватам дали требаше во прилеп да се случи нешто вакво, па да се сега освестиме, да, треба физичко обезбедување. Па треба. Во градинките треба. Треба ли да чекаме да се случи нешто во градинките, за да после има човек кој ќе стои на вратата и да рече стоп, ти не можеш да влезеш, ти можеш. Можеш. Кој си ти? Легитимација да се ли. Големо благодарам за учеството и за тоа што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Останете, секако допрва ќе следуваат нови вклучувања и со тоа нови одговори на денешното прашање. Тоа е дали според вас физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните. Добар ден. Добар ден, драга Тина. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните? Тоа не е решение. Ако има обезбедување во Центарот за социјална работа, треба да има обезбедување во сите институции. Затоа што тие што се вработени во Центарот за социјални работи се прават големи шерифи. За да пример социјална помош или социјална нега, минуваш низ многу процедури. Пример, да немаш имот, да немаш кола, нива на твое име. Например, не смееш да добиеш пари од некој што имаш во странство. Колку ти е пензијата, колку ти е платата, тоа ти е дадено од доктори, например, негата. Од доктори врвни, а не од овчари. Тие се најјаки кои што работат во Центарот за социјална работа во Неготино, јас ќе го спомнам, јас го јавам од Неготино. Цел ден си шетат по чаршијата или пак тие и секогаш тие се во право. Работел, не работел, високата плата им сига. И земат баш и мегајле за другите. Никој на нив ништо не... Благодарам за одговорите, благодарам за вклучувањето. Подсетувам, внимавајте, тајмерот за едно јавување одбројува 90 секунди. Го објавуваме на екраните за да можете да го контролирате времето на вашето излагање. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Се случи во линија за да коментирам за социјалните работници. Дали ме слушате? Да, внимателно, продолжете. Овака, значи, тие социјални работници, значи, треба да си ја бркат работ. А ако си ја бркат работ, значи, нема проблем никој да му направи најден. Дали може да се разбереме?
ако си ја бркат работата, значи никој нема да му направи проблем. Они не си ја бркат работата, си седат кафе, си пијат и си ја терат нивната работа, одат у 8, си одат у 4 и колку работат има 2 сата пауза. Така да тие не си ја бркат работата. И после револтирани луѓето што стварно има некој проблем. Слушате ли? Да, внимателно, продолжете. Тука е проблемот кај нив, што не си ја бркат работа. Значи, они си седат, си пијат кафе, кога ќе дојде некој кај има зорт, наред ги бркат за кучиње. Тоа е од мене што мислам, што сакам да кажам. Така, ако е тоа се, големо благодарам што учествувавте во ова издание на Црвена линија. Сега го продолжете и вие да не гледате понатаму. А јас ќе ве принесам онаму каде што на Facebook сите останате кои што може би така ви е полесно или нема да успеете да се вклучите во живо, а сакате да учествувате, пишувајте коментари. Црвена линија, еве како изгледа на Facebook на нашата страница Црвена линија. Исто во ова е објавено денес паралелно и на профилот на Телма телевизија, така да можете и таму да го заследите профилот и секако да земете активно учество. И тука дали може да покажеме, и тука е Црвена линија ве прашува физичко обезбедување во центрите за социјални работи, неопходна мерка за заштита или знак за поголем системски проблем. Да видиме што ќе кажат гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Ива. Дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните? Јас вака ви рекла, социјалните работници во министерствата, во подрачните одделенија каде се вработени, зошто да имаат физичко обезбедување? Се треба да има еден кој што ќе ги определи каде да одат и што да прават, а не социјалните работници додека седат празни канцелариите на урбаната заедница, може по еден социјален работник или двајца да бидат на терен да излекуваат секој ден во квартот каде што има потреба, а не да седат во канцеларија и да примаат по 40-50 илјади плата. Срамота. Треба да се засрамат затоа што они се најбезобразните. Директно воопшто со граѓаните немаат никаков контакт за добро однесување. Тоа треба да се поправи, а за да биде све во ред, треба да има инспекција. Секој на крајот на работниот ден во петокот треба да презентираат што изработиле вработените и до каде им е работата. Толку од мене. Ви благодарам многу, имајте убав и среќен ден. Благодарам и посакуваме секако убав ден, но се уште во овој ден останете со Црвена линија и секако следете и слушајте што ќе кажат и останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. А сега малку ќе ве вратиме наназад, поточно во времето. Датумот е 24 март оваа година, кога всушност се случи во Прилеп, во Центарот за социјална работа. Токму пациент кој што бил избеган од психијатриската болница во Демир Хисар, влегол во Центарот за социјална работа во Прилеп и пукал во работничка, односно во вработена од Центарот за социјални работи. Тој, всушност, во тој период со пиштол ја застрелил 36 годишната социјална работничка во стомакот, пошто таа веднаш била префрлена во Прилепската болница, од каде вела дека жената за среќа била надвор од животна опасност. Со влезно излезна прострелна рана, но во стабилна состојба. Секако ќе ве потсетам тука во овој дел од Црвена линија да не заборавите задолжително да кликнете и на telma.com.mk и не само за ова тема и за ова информација за која што денеска дискутираме со вас, секако за се што сакате да бидете брзо, навремено и квалитетно информирани, потсетувам telma.com.mk. Тоа е она што ви треба. Да слушаме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Дали некогаш сте биле случајно од другата страна? Вие?
Како мислите од другата страна, Да сте телефонски? имале потреба во било кој центар за социјална работа, да отидете вие да побарате некое право да го стварите. Ајде да слушнеме кој е вашето Дали искуство. вие сте били некогаш, ве прашувам како сведок? Не. Не сте били, значи не знаете што е махата на луѓето кои што ќе Па отидат. затоа и се јавувате во црвена линија, повелете. Апсолутно, но меѓутоа вие не изслушувате, вие одма употребувате дека пукал тој. А зошто дошло до ситуација да пука тоа, дали уопшто го поставувате како прашање? Значи, социјалниот работник е должен да ја води странката низ законите. Тоа што му следува да му го даде, да му го примени, а не да му ги крие и да му ги укинува правата по собствена желба. Значи, ако уставот, државата, законите, Министерство за труд, социјална политика направило некои закони, правилници, странката треба да биде водена да ги оствари. Сега имаше ослободување за електрична енергија. Што мислите колку граѓани се одбиени на основа на тоа што социјалните работници не ги воделе оние социјални случаеви правилно за да ги остварат своите права? Тешка е маката на социјалните случаеви кои што не може да ги остварат своите права. Вие никогаш од тој аспект не приоѓате на проблемот, туку приоѓате од друга страна. Прво ќе ви се заблагодариме, го цениме оно што го кажавте како одговор, но најверојатно имате погрешен впечаток. Црвена линија никогаш не дава заклучоци, туку поставува прашања со цел да слушне токму од вас граѓаните какви искуства имате и кои се вашите ставови и мислења во однос на темата за која што зборуваме. А ова што го споделивме е настан кој што секако, еве уште еднаш ќе ве потсетам на telma.com.mk, пребарајте и датумот е 24 март оваа година. Кога се случило следново, повторувам. Избегал од психијатриска болница во Демир Хисар и пукал во социјална работничка од Центарот за социјални работи Прилеп. Сега црвена линија ве прашува дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, ваш одговор на денешното прашање? Па, мислам дека делумно. Видете, ние имаме погрешна представа за работењето на социјалните работници. Сите гледате мислат дека они се канцелариски, да се изразам у зборот пацови, кои треба само да работат канцелариски, не ја познават и имаат теренска работа. Не се они виновни што кај нас работите се направени наместо да бидат прости, некој ги прави да бидат сложени. А тоа е носењето на законите и правилниците и актите од страна на државата. А што он мора да го спроведе. Не се они виновни што некој кога препише некоја мерка ви бара 1000 документи наместо он да работи само да поднесете барања тој другиот самиот да си ги обезбеди документите. Меѓутоа јас сакам да го поставам прашањето. Ај одете одземете дете од родител, спроведете судска одлука. Да прашам, кој е, дали го знаат тоа граѓаните како се прави? Па војна се води, дали знаете војна се води на терен или одете на некого треба да одземете лице немоќна, треба да се смести да не кажам у психијатриска болница или некој насилник треба да напишете позитивно мислење за неговото однесување за да се спроведе на суд. И таа е нивна работа исто. Ја верувам дека овој случај Демир Хисар е само ради напишена службена белешка за неговото однесување. Затоа што тоа е можеби после влијаело на одлуката тој да биде сместен во психијатриска болница. Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на времето. Тајмерот се објавува на екранот. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Добре, дојдени сте и повторно да се вклучите секако. Добар ден. Добар ден. Убав ден, убаво ве слушаме, повелете. Се извинам, дали се уште не научивме некои работи, Драганов да од Скопје, дали не научивме некои работи како функционира Западот со неговите закони, или сакаме ние све да ги избегнуваме тие закони и да правиме шашми, така речи народно, и да тераме. Не знам, не ми е јасно народов контра Западот, а сакаме на Запад. Контроверзно е тоа и патетично ми изгледа. Ние треба да сватиме дека една работа.
дека со самите закони што ги имам, што треба да дојдат со влегување во западната, во Европската унија, треба да знаеме дека некој ќе ги контролира тие средства и било што. А не ваму Русија, ваму Запад. Ајде во однос на прашањето дали според вас физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и граѓаните? Нема да ги реши, нема, тоа. Како не ве разбрав? Дали физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници и на граѓаните? Нема да ги реши, тоа е Балкан овде и тоа е буре бароте. Добро, благодарам за учеството. Продолжете и вие да не гледате. А секако повторно ќе ве префрлам онаму каде што топло и препорачувам за се она што ве интересира од случувањата во земјава, на Балканот, во светот, спортот и секако да бидете целосно информирани, квалитетно и брзо, telma.com.mk. Еве го и насловот. Центрите за социјална работа ќе добијат обезбедување по случајот со пукањето во Прилеп. Односно, за еден месец сите центри за социјални работи и нивните канцелари низ државата ќе добијат 60 лица за физичко обезбедување. Ова го соопшти Министерството за социјална политика. Јавната набавка е завршена, а постапката е забрзана по вооружениот инцидент на 24 март во центарот во Прилеп, кога корисник на помош влезе во канцеларијата и застрела социјална работничка. Црвена линија денес ве прашува дали физичкото обезбедување според вас ќе ги реши проблемите на социјалните работници, но и на граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелете. Тина да се доискажам. Може. Пример, кај вако кош, да се доискажам. Пример, кога одиш на контролен преглед за продолжување на негата, социјалните работници одлучуваат за колку време ќе ја продолжат негата. Дали на некои за 6 месеци, на некои за година, на некои за 2 години. Тие решаваат судбината. Пример како што е примерот во Центарот за социјални работи на Готино. И тие што ќе одлучат така ќе биде. Тие се закон, одмати, например, или да поднеси жалба, ти вика да се жалиш до второстепен суд или до министерот. Министерот никако не ќе одговара, ќе одговара инспекторот Блага Чупевска од ГФГЛИА. И го дава истиот потврден одговор што тие ти го даваат. Не жалба и да праќаш се узалуд. Никако не се има извршена реконструкција, ни па да му дојде некој контрола да му направи. Тие се недопирливи. Ве слушаме. Тие се страф и трепет во социјалните работници, страф и трепет, не само во Неготино, туку и во други така. Благодарам за повторното јавување. Практично можете да видите почитувани доколку и навистина сакате да се надополните и не ви се доволни 90 секунди, повторно завртете го нашиот број. Да ги слушнеме останатите мислења на гледачите. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Сега на црвена, повелете. Благодарам. Па вака, ја по моје размислување не треба да има никакво обезбедување, меѓутоа треба тие што работат на тие шалтери да бидат поцивилизирани, кога ќе дојде странката, да го сослушаат, правилно да го упатат, да му кажат што документи да донесе, какви документи и до кога треба да ги донесе. Ако работат онака како што треба, ако на странката биде услужена на културен начин, значи нема потреба од никакви обезбедувања, нема потреба од никакви чувари. Оној кој што пукал во Прилеп, тој сигурно имал некоја мака, ние што не знаеме, сигурно не го услужиле, а по овие служби каде што ги имаме, социјални да ги речам, тамо работат несоодветно образовани луѓе за тие работни места. Они имаат некаква наобразба, меѓутоа не за тука, а ги ставиле тука затоа тие се лепачи или прогласувани некакви си, да речам,
услуги направиле на партијата ги запослила и сега тие, значи мора да ги трпи оној граѓанинот што ќе дојде ни крив ни должен, па не си донел ово, па овој документ не ти важи. Значи, за мене лично ќе речам глупаво е во денешно време некој да поставува на тие места. Разбирам кај што се краде опрема, кај што се краде делови, кај што не, да речем, ама овдека кај што работат цивилизирани службеници со образование. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. А сега и ќе ве прифрлам онаму каде што очекуваме да пишувате коментари со оглед на тоа што ќе ги читаме меѓу секое јавување. Ќе почнеме со коментарот на Тихи Дон. На прашањето неопходна мерка за заштита или знак за поголем системски проблем е дали е физичкото обезбедување токму тоа, Тихи Дон не ве што напиша. Сите бараат обезбедување, само народот никој не го штити. Порано сите фирми си имаа сопствени чувери кои директно се вработуваа. А денес агенциите се за млатење празна слама. На чуверот му плаќаат околу 25-27.000 денари плата, а за него земаат дупло повеќе од и премногу администрација имаат. Треба да се укинат тие агенции, секој кој сака да работи обезбедување да полага во полиција и според нивото тежина на обезбедувањето да добие соодветна лиценца и со неа да конкурира каде сака. Благодарам за активното учество, пишувајте коментари. Благодарам до господинот профилот Тихи Дон. Да ве слушнеме вас. Сметате ли дека физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници, но и на граѓаните? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, додека очекуваме ново јавување, секако да ве подсетам дека е активна и... Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Ете, тоа е она, најверојатно не беше намален тонот на телевизорот, барем јас имав таков печаток, затоа ве замолувам. Особено вие кои што за прв пат еве ќе посакате, а верувам дека ќе имаме и такви гледачи. Нашето техничко правило е по вртењето на бројот 02307-005 да го намалите целосно тонот на телевизорот. Да дадеме шанса на гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Намалете го... Темата ви е многу добра. Благодарам. Дали е намален тонот на телевизорот, ве молам? Да. Добро, да. Повелете. Значи, со тие социјални работници ние лично сме имале проблеми. Тие се толку дрски, толку се безобразни, што до нив не може ни да се приде, а не да се разговара или да те сослуша, или да ти даде некој вовет во нивната работа. Тоа е, значи, безобразлук невиден. Лично го имавме тоа во фамилија, едно зборат, друго прават. Требаше да се дојде на лице место, за да проценат каде треба детето, значи, да седи од социјално. Они потврдија дека треба детето да го дадат на мајката, детето нема таму никаков услов, детето остана кај нас, они рекоа дека се е во ред, услови за живење, школо, секако што треба, што е работава, за да земе мајката пари, а таткото да го чува детето. Кај се тие социјални работници? Каде е правдата? Па не со пиштол, па тие воопшто не треба да постојат, а не обезбедување да им се дава. Ако си чист и председател биди, значи чист и кој што ти може. Социјален работник, ве молам. Па има тука луѓе што работат уште полоши работи, па одат сами. Зошто обезбедување? Кога ќе дојдат на терен, ќе ги колеме? Срамота. Значи, срамота, има луѓе што зимаат жали Боже плата. Благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. А сите останати кои што можеби малку подоцна се вклучивте во Црвена линија, ве подсетувам да земете активно учество и во денешната анкета. Така да на Инстаграм заследете Црвена линија, тоа е нашиот профил, профилот на Телма телевизија. Секако кликнете на Инстаграм стори и еве го денешното наше прашање, а тоа е:
Дали социјалните работници имаат доволно поддршка и ресурси за да ја вршат работата безбедно и ефикасно? Како што видите, имате две опции за одговор. Кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не. Ќе бидат сумирани, подсетувам, резултатите во проценти и соопштени конкретно ова издание. Но ние се уште траеме и ве слушаме вас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Вака, јас не се слагам со тие што кажа. Не можат да имаат 100 раце тие социјални работници. Не може да успеат, зашто тие тамо што бараат, едно бараат, а друго работат. Толку имам да ви кажам, пријатно. Добро, исклучително куси, но доволно јасни. Некои од вас, почитувани мои, може би сакате да бидете и покуси во однос на оние 90 секунди кои што се предвидени, така да, како и да е, сите сте добре дојдени. Оно што очекуваме од вас е денес да ни дадете одговор на прашањето дали според вас физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници, но и на граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Одлично, повелете. Видете вака. Колку илјади има во Македонија социјални работници, толку илјади треба тие физички обезбедувања. Иначе како ќе го обезбеди тој? На врата ќе стои долу, ќе го пушти, ќе одам тамо, ќе оди по сите канцеларии, ќе прави проблеми ако е тоа. Мене ми се чини физичко обезбедување не треба, самиот службеник ќе си направи физичко обезбедување со неговиот однос, со неговото понашање, да му помогне на тој човек што дошол кај него и со задоволство да го испрати. А не со ароганција и сега физичко обезбедување. Ја би предложил физичко обезбедување да биде Титовото обезбедување. Беа вратите отворени и во судо, и во полиција, и во банки, сегдека. Без полиција, без она влагаш слободно, кај сакаш, ќе тропниш, ќе влезиш. Имаше ли проблем? Никад. Во Југославија имаше само два проблеми. Еден имаше Миленко Кркач во киното што ставил бомба, и еден кај нас овде имаше Томе во пивара што утепа тројца. Ништо друго немаше. Ама тие више им дошло нешто преку нос. Културата, начинот, понешањето е најголемото физичко обезбедување. Ти треба да се приближиш до луѓе. Внимавајте на тајмерот. Благодарам за јавувањето. Продолжете да не гледате, да видиме останатите гледачи. Се уште трае црвена линија и очекуваме да слушнеме. Може би имате и вие некои искуства кои што сакате да ги споделите на темава, но централно оно што се бара од вас црвена линија денес да ни кажете дали сметате дека физичкото обезбедување ќе ги реши проблемите на социјалните работници, но и на граѓаните. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, физичко обезбедување, тоа значи да има некој обезбедување, некоја агенција да ги обезбедува или полиција да ги обезбедува. Тука има две различни работи. Ќе биде подпишан договор со избрана фирма, односно јавната набавка е завршена. Сега вака, тој социјален работник што бил нападнат, значи тој мора да бил нешто грешен према странката, што он дошло до ситуација да биде нападнат, затоа што они имаат многу гревови према еден куп луѓе кои треба да земат социјална помош, социјално надокнадан, социјално обезбедување на реквизити или трето лице или пето лице, како го кажуваат тоа, да го чуваат, ама некои здрави момци и девојки кои да ги премнеш да орат, ќе изораат нива и се останато имаат социјална помош и ќе добијат и социјална пензија. Значи, имаше и една афера скоро со тие социјални бандити, кои беа и по телевизија ги кажува, па никому ништо. Ја памтам и пред 20 години имаше една таква ситуација во време баш на патриотиве кога беа власт, кога беше бегалката од Будимпешта газда на држава. Исто и тогаш направија и што се смени ништо. Дојде Курто,
Благодарам за јавувањето. Продолжете да не гледате. Да видиме какви ќе бидат останатите одговори. Добар ден. Добар ден, Киде. Ве слушаме во црвена линија. Јас зборев за обезбедењето за социјалните работници во социјални, меѓутоа се јавија двајца, тројца гледачи и викаат Бардовци, Тебри Хисар, Шутка, Идризово, и тамо работаат социјални работници. И тамо има обезбедување. Затоа, граѓанскиот сектор, цивилниот сектор се дистанцира од овие институции. Лупчо, ка препали темата, ние почнаме разговараме за труд и социјала. Некој има проблем, дете вакво, такво, тоа. Некој гледаш како одма, ја пребацува топката широко. Труд и социјала, физичко обезбедување во Шутка, во Идризо, во Диби Хисар и Бардовци. И тамо има социјални работници на висина кои работат. Меѓутоа, тие се институции кои што треба да тежат мед и млеко. Било кој да дојде и кој излага, тамо нема тропкање, нема лајање, нема кучење. Извинете вака што се ви повтор пат, ти благодарам што ме сослуша. Секогаш ќе ве сослушаме, добре дојдени сте секако и повтор пат, па некој ако му се посреќи и трет пат. Она што е всушност времето дојдено за е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Уште еднаш тука ќе ве потсетам да не заследите на Инстаграм. Црвена линија е профилот што ви треба, но и профилот на Телма телевизија. Па еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм на денешното прашање. Тоа е дали социјалните работници имаат доволно поддршка и ресурси за да ја вршат работата безбедно и ефикасно. Со да одговори 11%, со не 89%. Она што следува, почитувани се рекламите и повторно наша средба по нив во студиото. Останува да ви се заблагодарам на сите кои што не следевте, но и земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија. Топло препорачувам секако за се што ве интересира да бидете целосно информирани, квалитетно и брзо, се знае telma.com.mk. Тоа е она на што треба да кликнете. А за она каде што не треба да се клика и како да се заштитиме од онлайн измами, многу повеќе во она што следува, останете со Телма, а тоа е да се кажеме со Горан Петрески.